Почитувани присутни, почитувани граѓани на Република Македонија, одма на почетокот да расчистиме што е проблемот во овој предлог на закон. Проблемот се 5 милиона евра кои некој сака да ги украде јасно и гласно. Еве сега ќе ви објаснам зашто станува збор. Овој заем се планира во вкупна вредност од 25 милиона евра за инсталирање 10 плюс 20 мегавати фотоволтаици. И што е проблемот? Просечната цена за 1 мегават по оваа пресметка е 833.000 евра. Реално на пазарот, за да инсталирате 1 мегават, ви треба 600.000 евра. Ни повеќе, ни помалку. 25% е нададено во цената за да некој направи бизнис. Тоа е проблемот, почитувани господа од СДС. Значи, проблемот е во криминалот. Уште 10-11 месец ви кажав, решението за кризата е во домашна енергија. Меѓутоа, решението не е во криминалот, почитувани господа. Тоа е проблемот на овој закон. Значи, не можете ништо добро да направите во државата. И тогаш кога ќе носиме навидум добар закон по текст, по наслов, и тогаш има некоја скриена работа која треба некој да ја протне туку тек така. Ова е на мала врата обид да се направи бизнис од 25% на нешто што ќе следува многу силно во државата. Ќе следува силен инвестициски циклус во фотоволтаици. Меѓутоа, не по оваа цена, драги господа пратеници од СДСМ. Ова е жив криминал. Ова е предимензионирање на нешто што не смее да помине и нешто што мора да биде јасно кажано на оваа говорница, за да се расчистат работите. Ова е обид за плачкање на државата. Дополнително 500.000 евра за проект, ви се молам, нешто што се инсталира на обичен кров на куќа на граѓани на Република Македонија. За да знае дали ќе има бенефит или нема да има бенефит. Државата ќе даде 500.000 евра за проект, за да знае дали треба или не треба да инвестира и каде треба или каде не треба да инвестира. Па малите деца го знаат тоа. Било кој инженер од оваа сфера ќе ви го потврди тоа каде треба да се инвестира. Зашто правите од нешто што е добро, државата да инвестира во обновливи извори на енергија, да инвестира во зелена енергија, баук? Зашто и овде правите криминал? Зашто на мала врата сакате да протнете нешто што повторно е одлика на оваа влада? А тоа е матни сделки, носење на закони во собрание, бегање од одговорност, скриевање зад пратениците и повторно некој ќе ги полни джеповите. Во енергетска криза, кога државата се чуди како да производи мегават час повеќе, кога ги правиме сите можни комбинации, повторно некои големи играчи од владата нешто матат. Значи, не може да помине ниту еден заем со нешто нормално во текстот во кој ние го носиме во оваа собрание. Па јавни се цените. Мислите дека тоа не го знае некој од опозицијата, не го знаат тоа стручњаците, не го знаат тоа на факултетите? Зашто си дозволувате вакви екзибиции? Зашто и ова, кога требаше да го поздравиме со акламација вложување во енергетскиот сектор, ќе најде на проблеми? Му кажав и на министерот за финансии, сега премиер, 1 милиарда евра треба да вложиме во енергетскиот сектор. И тоа денес, ама не по овие цена, не по овие цени. Затоа што во оваа цена се кријат 25% криминал. Тоа е проблемот на овој закон. На нас ни фалат многу гигават часови струја.
Државата троше од 8 до 9.000 гигават часови. Во најдобрите години сме произведувале 6.000 гигават часови. Во моментот државата произведува одвај 3,5 гигават часови. Знаете ли што значи оваа бројка? Ова значи дека 1 милиарда евра годишно владата, општините, фирмите ќе дадат повеќе за електрична енергија, затоа што немаме домашна ефтина енергија. Место таа милиарда евра да собереме сили и одма да ја вложиме во енергетскиот сектор, одма да ја вложиме во фотоволтаици, одма да ја вложиме уште 1 милиарда во хидроенергетскиот систем и да го решиме проблемот со домашната енергија, да ја пребродиме кризата која ќе трае. Ние пробаме да го опипаме пулсот на политиката, пулсот на новинарите, пулсот на вистината. Доаѓа во парламент закон каде што треба да помине нешто што не смее да помине. Ја имате мокта, ги имате 61 пратеник. Меѓутоа, прогледајте ги цените, реалните цени на инсталирање на 1 мегават час мокност на фотоволтаици. 600 до 650.000 евра, најдобрите, најскапите. 833.000 евра е чист криминал. Од 25% кој некој и текако сака да продолжи агонијата затоа што овде се ловат риби во матно. Проблемите ви се јасни. Не ни функционира моменталниот енергетски систем. РЕК Битола, третиот блок, најавивте дека ќе проработи оваа година најкасно јануари. Се уште не работи. Двата блока работат со половина инсталирана мокност. Далеко сме од тоа што треба да го произведеме во криза. Состојбата во ЕСМ е катастрофална во однос на превработеноста, е катастрофална во однос на резултатите кои ги испорачува таа фирма. Место да понудеа излез од кризата, тие ни нудат заем да видат како ќе се однесуваме. Вака ќе се однесуваме. Затоа се потребни избори во Република Македонија, затоа ова треба лудило да престане. И затоа е ова активна блокада на собранието. Јасно да кажеме дека ова што се случува во државата е криминал, дека ова е смислено сценарио. Некој на голема врата сака во државата да стане милиардер. Тоа е проблемот во оваа држава. Проблемот е што оваа држава не може да издржи ден повеќе со овие кризи, а не ние да богатиме одредени кланови. Кога ќе ставиме стоп на ова што се случува во Република Македонија? Ова е тргнато и нема сопирање. Подобро е за државата, подобро е за сите, подобро е и вие да разберете пратениците и од ДУИ и од СДСМ. Мора да има избори затоа што не може политиката само од себе да се рестартира. Затоа што секој ден ни се случуваат афери. Затоа што некој не внимава како се копа јагленот во РЕК Битола. Едноставно не му е грижа. Едноставно оставени се машините во вода. И место да произведуваме домашна ефтина енергија, ние увезуваме скапа струја. Знаете ли зошто? Затоа што таму се главните играчи, кланот Заеви и кланот Агњушев Кочо. Тоа е проблемот. Некој има подобар бенефит ако купе и продаде струја на домашниот пазар, наместо да запне и да работи и да произведе. Ова ви кажувам е добар закон само и само ако се работи по 600.000 мегават час инсталирање. И милиарда да се задолжите треба. Не 25 милиона евра. Тоа е решењето. Меѓутоа, далеко сме од тие бројки. Ова е само обид на мала врата некој да протне нешто што не треба. Ви благодарам. Благодарам. Реплика, пратеничка